Високи казни за оние кои нема задолжително да ги кастрираат своите домашни миленици. Ова е клучната измена во Законот за заштита и благосостојба на животните, предложено од страна на група пратеници од власта, со кои тие се убедени дека ќе се намали бројот на улични кучиња. Како што е наведено во појаснувањето, измените се предлагаат за да се спречи неконтролираното и неограничено зголемување на бројот на улични кучиња, кои во најголем дел, како што стои, потекнуваат од размножување на домашни миленици. Во членот 27 од постоечкиот закон се предлага вметнување нов член кој гласи: собствениците на кучиња во репродуктивен период се должни да ги кастрираат, односно ојалуваат своите кучиња во установите од став 1 на овој член, освен оние собственици што имаат регистрирано одгледувачници на кучиња. Трошоците за овие постапки се натовар на собствениците на кучињата. Се предлага казна од 100 евра за собствениците на кучиња кои нема да ги кастрираат и ојалуваат своите миленици, како и зголемување на глобите за правни лица од 100 на 700 евра, доколку ги прекршат одредбите од член 27 од законот, односно ако не го пријават своето куче еднаш годишно во ветеринарните амбуланти, потоа ако не истекна табла која укажува на присуство на куче, ако на јавни места не ги држат на поводник, потоа ако не го пријават леглото во ветеринарната амбуланта и ако не ги пријават лицата кои ги вдомиле. Со измените и дополнувањата на Законот за заштита и благосостојба на милениците што го предлага Агенцијата за храна и ветеринарство, се забранува неконтролирано размножување и продажба на миленици. Се забранува продажба на мачки и кучиња во продавниците за миленичиња, како и продажба на овие животни на малолетни лица.